Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Луѓето на 7 континенти, вклучувајќи го и Антарктикот, имаа шанса да бидат дел од транзитот на Венера. Ретка гледка со која ги започнуваме вестите. Гувернерот на Висконсин, републиканецот Скот Волкер, не само што преживеа гласање за отповикување, туку и го победи демократскиот против кандидат со речиси двојна разлика во гласовите на специјалните избори. Аналитичарите сметаат дека ова може да има импликации на председателските избори во САД закажани за ноември годинава. Проблемот на Волкер беше што кусо време откако стапи на функцијата, тој изврши притисок за донесување на закон што значително ги ограничи договорните права за бенефиции на повеќето вработени во владата на Висконсин. На тоа жестоко реагираа синдикатите и активистите на Демократската партија, пошто уследија масовни протести. Волкер стана првиот гувернер во американската историја кој избегна од повикување на специјални избори. Американски официјални лица велат дека во напад со беспилотно летало во северозападен Пакистан е убиен вториот по ранг во раководството на Ал-Каида, Абу Јаја Ал-Либи, и дека тоа е значаен удар за терористичката група. И како што најавивме на самиот почеток, чистото небо помогна да се види ретка гледка, минување на Венера меѓу Земјата и Сонцето. Транзитот на Венера е меѓу најретките настани во астрономијата. Ако го пропуштивте овој, следниот е во план за годината 2117. Искусниот тим на Бостон Селтикс беше преголем залак за домашните Мајами Хит, на кој не им беа доволни ниту 57-те поени на Двејн Вејд и Леброн Джеймс за победа во петиот од серијата 7 надпревари во финалето на источната конференција на NBA. Вечерва во западната конференција играат Оклахома Тандерс, Сан Антонио Спрс. Со евентуална победа вечерва на домашен терен Оклахома би станала првиот финалист кој ќе го чека победникот од дуелот Селтикс Хит. Додека Лондон се подготвува да биде домакин на Олимписките игри 2012-та, искуството на Атина од пред 8 години може да нуди некои отрезнувачки лекции. Многу од грчките олимписки објекти сега се обраснати со трева и стојат празни. Многу грци, па дури и првиот човек на Меѓународниот олимписки комитет, велат дека одржувањето на игрите во 2004 во Грција придонело за должничката криза во земјата. Нашиот колега Хенри Риджвел известува од Атина. Некогаш оваа беше полена со ништата, каде најголемите светски спортисти се надпреваруваа во духовниот дом на Олимпијадата. 8 години подоцна Олимпискиот парк е напуштен, запуштен и затворен за јавност. Арената за мечување сега е магацин што го покрива рѓа. Курсот за слалом со кану чинел $1.000.000 со вода пумпана од Вештачко езеро. Езерото е пресушено, а цевките се фрлени на работ на паркот. Манолис Трикас е во градскиот совет на населбата Хеленикон во близина на паркот. Еве како тој гледа на Олимпијадата во 2004. Οι οποίες καταναλώνουν χρήμα. Во центар на се беше конзумацијата со цел да се капитализира на олимпискиот феномен и да се креираат рекламни спотови за продажба на производи. За жал, за Грција олимписките игри беа катастрофални. Раководителот на Меѓународниот олимписки комитет Жак Рош за грчки весник минатата година изјави дека Атинската олимпијада го влошила должничкиот проблем на земјата. Трошоците за владата биле $11 милиарди, но тука не е вклучена цената на новото метро и трамвајски систем, нов аеродром и нов автопат, што се направени за време на игрите. Владата сака да го продаде земјиштето на олимписките терени на приватни компании. Меѓу заинтересираните е и една од Катар која сака овде да направи големо казино и хотел со аеродром за приватни авиони. Локалците имаат други идеи. Веќе почнале таму да садат маслинови дрвја, за паркот да се врати на природата и на граѓаните. Лондон од ова може да извлече некои поуки. Дигитална револуција на универзитетите во САД. За тоа ќе зборуваме во продолжение. За осовременувањето на дигиталната технологија која забрзано наблегува во начинот на предавање на универзитетите, начинот на следење на наставата, начинот на оценување на студентите. Погледнете го прилогот, ќе се согласите, и образованието не е тоа што беше. Замислете час на универзитет со 160.000 студенти кои седат пред компјутерите во цел свет и на сите им предаваат исти професори. Ова не е научна фантастика. Ова е час на универзитетот Стенфорд во Калифорнија на кој предава Себастијан Тран.
Го држиме часот на Стенфорд и сега го предаваме на онлайн за цел свет. Ова е многу возбудливо. Часот за вештачка интелигенција на Себастијан Тран и Питер Норвик може да ги најдете на YouTube. Бесплатен е и неговите поддржувачи велат дека покажува отиврни професори се способни да предаваат одредени предмети на секого и на секаде. Универзитетите беа бавни во прифаќање новини, вели професорката Рита Меграт од Универзитетот Колумбија во Њујорк. Основниот бизнис модел на нашето високо образование не се променил уште од времето на Сократ. Еден човек стои пред група луѓе и предава. Напредна верзија е луѓето да поставуваат прашања. Меграт ги следи индустриите кои минуваат низ рапидни промени. Таа вели дека дигиталната технологија се подобрила и дека мора да поттикне големи промени. Едно од тие промени е начинот на кој предаваат професорите. Друга промена е начинот на кој студентите се оценуваат. При тоа потешко е да се одреди напредокот по математика, например, а полесно е да се следи процесот по компјутерски науки, литература и историја, но и другите општествени науки. Има многу поддржувачи на учењето преку интернет, но некои студенти имаат резерви, како Купер Гилберт од Универзитетот Мериленд. Ќе биде малку чудно и тешко да се учи на тој начин. Сепак, повеќе се тие кои се ентузијасти за идејата. Учењето преку интернет е поевтино и со тоа достапно на поширок круг луѓе. Некои стравуваат дека и самите универзитети ќе пружат отпор. Но онлайн часови има се повеќе и стануваат дел од дигиталната револуција, на начин на кој се здобиваме со знаење и истото го споделуваме. А ние ќе продолжиме на денешните теми и утре ќе зборуваме за Грција, поточно поделената Грција, и за револуција, енергетска овој пат. Гледајте на во четврток. Технологија развиена во Тексас за поголемо производство на природен газ. Гледајте во утрешен Ньюсфлеш. Ова е се за денеска. Јас сум Лилица Китановска, вие го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка. Се надеваме дека ќе ни се придружите и утре, овде или преку нашата интернет страница или преку Facebook. Пријатна вечер.